го освоија првото место и докажа дека се првата светска велесила во борење во слободен стил во моментов. Инаку најголеми противници им беа американците кои беа втори, иранците трети, турците го освоија четвртото место на светскиот куп. Сега ја очекуваме првата борба во категорија до 48 килограми. Боите на Македонија ќе ги брани Владко Соколов, борач на Спартак Евросветоточани, а на руската репрезентација Орлан Монгуш, кој доаѓа од Дагестан. Тренер на репрезентацијата на Русија е Игинов. Тој е поранешен борачки репрезентативец на поранешниот Советски сојуз, а сега е подпредседател на Руската борачка федерација. Инаку денеска организаторите им приреди еден пријатен ден пред пладнето. Гостите беа на прием кај министерот за образование и физичка култура на Македонија Димитар Бајалџиев, потоа беа гости на вработените во Макотерм, а околу пладне ги прими председателот на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија Васко Костојчиновски. Почнува првата борба во црвен дрес Владко Соколов во син рускиот репрезентативец Монгуш. Средбата ја води Илија Трајанов, ексепционел судија на фила, кој водел многу надпревари на европските, светските првенства и секаде го потврдувал својот квалитет. Офанзива на Соколов во првата минута од борбата и тоа е прв бод, водство на македонскиот репрезентативец 1:0. Атакот продолжува. И сега двајцата излегоа надвор од дозволената зона за борба. Повторно на почетната позиција. Во поранешниот Советски сојуз, а подоцна во репрезентацијата на заедницата на независните држави, најистакнат борач во оваа категорија беше Оруџев, кој освојуваше титули на европските и светските првенства и има и олимписки медал. Владко Соколов, еден од нашите најперспективни борачи, пред 2 години го постигна најголемиот меѓународен успех, еве сега израмнување 1:1. Противникот дојде зад него. Тогаш беше втор на светското детско првенство во Унгарија. Ова може да биде многу критично за нашиот борач. Со зафат во нозете, добро е, се излече Соколов, со зафат во нозете Монгуш се обидуваше да го префрли Соколов и да го доведе во туш позиција, во тоа не успеа, борбата продолжува. Изминува втората минута, резултатот е нерешен 1:1. Рускиот репрезентативец води тактичка борба, тој како да ја презема иницијативата. Соколов почувствува дека е така, па и тој сега еве контрира. Освојува поен, поведува со 2:1. Не искористи својата шанса Орлан Монгуш. Имаше прилика тој да освои во на акција што ја започна, но не ја доврши и 2 бода и да поведе со 3:1, но еве сега резултатот е 2:1. Води нашиот репрезентативец. Изминува третата минута. И нов поен за оваа акција за Соколов. Акцијата беше почната во дозволената зона за борба, заврши во недозволената, но битно е каде е почетокот. Па затоа поен за него 3:1, но сега еве поен за Монгуш.
3:2. Ако има свртување, тоа ќе бидат 2 бода. Сепак Трајанов доделува 1, 3:3. Интересна ќе биде завршницата во оваа прва борба во категорија за борачи до 48 килограми. Прекината е акцијата, сега продолжува. Околу 1000 гледачи во салата во градскиот парк во Скопје им даваат подршка на нашите борачи. Тука има и група руси, оние што работат на гасоводот, на спроведувањето на гасоводот што треба да стигне до Македонија од Русија. Тие беа, ако се сеќавате, и на боксерскиот златен гонг, а сега се и овде во салата да ги бодрат своите сонародници. Последна минута од борбата, уште 50 на секунди. Добро би било сега Соколов да го сврти околу себе противникот и еве таа доврши треба акцијата. Ке успева и тоа се 2 бода, поведува со 5:3. Уште 30 секунди до крајот од борбата. Монгуш, видовте, побара акцијата да биде прекината, времето залудно да не тече. Сега продолжува да тече времето на семафорот. Пет спрема 3, водство на нашиот борач. 2 бода предност, уште 11 секунди. Ова ќе биде 1 бод само. 5:4, сега треба Соколов да издржи. Уште 3 секунди, 2 секунди, 1 секунда и крај на борбата. Победа на македонскиот репрезентативец. 5:4. Честитки, аплаузи за Владко Соколов. Неочекувано, но заслужено, Владко Соколов ја извојува првата победа за македонската репрезентација. 5:4.